Република Македонија под водство на Никола Груевски денеска го доживува најголемиот пораз и неуспех во евроинтеграцијските процеси. На последниот самит на Европската Унија, 90 месеци откако Македонија стана земја кандидат за членка на Европската Унија, земјава не успеа да влезе во ниту еден документ. Како политичари, како граѓани, како родители, сакаме да изразиме нашата сериозна загриженост за застојот во македонските евроинтеграцијски процеси. Сакаме да изразиме нашата загриженост што Македонија со вакви одлуки дефинитивно останува на опашката на Западниот Балкан. Ваквата загриженост, за жал, не ја гледаме само кај најповиканите. Наместо одговорност, план и акција, како и во изминативе 7 години, од премиерот и владата добиваме само оправдувања и обвинувања. Премиерот, очајно барајќи алиби за дебаклот на неговите политики, по правило ја критикува меѓународната заедница, дрско ја обвинува опозицијата и сите оние кои 7 години предупредуваа дека сме на грешен пат. Точно е дека политиката на Грција по прашањето на македонскиот евроинтеграцијски пат и членство во Европската Унија е неевропска и штетна, но таква е веќе 20 години. Точно е дека меѓународната заедница покажува помала заинтересираност за македонските предизвици од порано. Но затоа вистинското прашање е зошто ова се случува. Вистинското прашање е каква Македонија, каква политика ја доведе Македонија во ваква ситуација? Каква политика не избутка на опашката на Западниот Балкан? И најважното вистинско прашање, кој за тоа ја носи одговорноста? Премиерот е должен да поднесе и лична одговорност за погрешните политики и потези на владата во поглед на нашето членство во Европската Унија. Да се подсетиме, само во последниве неколку месеци серија на извештаи, изготвени од релевантни меѓународни институции и наши партнери, потврдија дека институциите во Македонија се партизирани, дека судовите судат и пресудуваат по кабинетски диктат, дека имаме политички затвореници и новинари кои што се во постојан притвор со влошена здравствена состојба, дека медиумите се под постојан притисок на власта, а дека во Македонија се влошуваат сите демократски параметри, а по медиумски слободи станавме полоши од Конго и од Замбија.